Молам да ви се обрати Никола Ѓошевски. Добро вечер до сите присутни. Добро вечер, браќи и сестри. На почетокот сакам да се заблагодарам на ВМРО ДПМН и на председателот господин Христијан Мицковски за можноста да стојам овде гордо и исправено и да се обратам пред сите вас присутни, но да испратам порака и до оние кои не се тука вечерва. Многумина од вас не ме познаваат, ќе се запрашаат и ќе се зачудат зошто вечерва токму јас сум еден од говорниците кој има можност да зборува овде пред вас. Моето обраќање вечерва овде пред вас е за уставобранителите, за жртвите од политичкиот прогон, за нашите пријатели и другари, за нашите блиски, за нашите и вашите семејства, а воедно и за мојот татко, професионален полицаец, кој исто така е еден од многуте невини жртви на овој политички прогон и срамен судски процес. Токму денес, кога добив можност да ви собратам вас на оваа болна тема, случајно или не, е роден ден на мојот идол, на мојот татко, кој веќе 2 години ја ослужува срамната пресуда за 27 април. Срамота и жално е не само јас и моето семејство, туку и останатите осудени и нивните семејства што се жртви на овој политички прогон и монтиран судски случај. Мене како млад човек во 21 век, во современо општество и демократска Република Македонија, за каква што се изнаслушавме овие години, срам ми е воопшто да ги наречам овие судски пресуди. Овие така наречени предмети немаат ништо заедничка со правда, правдина и човекови права. Нашите семејства беа и се уште се омаловажени, стигматизирани, ставени на маргините на општеството, отпуштани од работа, па дури некои со образложение дека не се подобни за извршување на работните задачи. Од осамостојување на Република Македонија до тој фамозен 27 април, многу малку луѓе имаа храброст, но и чест да облечат униформа, полициска или воена. Токму мојот татко Горан Ѓошевски, неговите колеги Митко Пешов, Оливер Радулов и многу други, повеќе од 25 години беа секогаш на браникот на татковината и одлучно беа исправени и се носеа со секакви предизвици за да го сочуваат мирот, територијалниот суверенитет и интегритет на Република Македонија. Честопајте, ставајќи го својот живот на коцка, па така и тој 27 април 2018 година. Затоа, како награда за нивната поданост кон државата, добија казни и по 15 години затвор. Слободно можам да кажам дека овие луѓе, овие храбри луѓе, овие уставобранители се најголемите жртви на политички прогон во поновата историја на независна Република Македонија. Овие луѓе, само заради тоа што професионално си ги извршувале работните задачи и затоа што си ја сакаа својата татковина, својата Македонија. Осудени како терористи на над 200 години затвор, без ниту еден релевантен и материјален доказ, малтретирани на контроверзни, долги и стрпувачки рочишта кои траеа и повеќе од 10 часа секој ден во неделата, пошто на крај следеше претходно најавуваната срамна политичка пресуда. Во контекст на ова, верувам дека голем дел од вас ја познаваат македонската историја и сличните вакви случувања во минатото. Очигледно, историјата се повторува и цитирам една изјава на Методијан Доновченто, во која вели: "Верував во се, но не верував дека македонците ќе ми судат за Македонија."
Исто така, морам да напоменам следно. Знам и свесен сум дека нашите блиски, кои сега невини лежат робија, немаат доволно голема политичка тежина за да тргуваат за својата слобода и токму затоа нивната вистина не беше интересна и потребна на власта. Ама затоа, тие што ја имаат таа тежина, клучната и добро позната осумка, е токму тие во собранието си ја купија слободата, извршија предалство на сите нас, извршија предалство на Македонија, извршија предалство на сите жртви на политички прогон. Нормално, како награда за тоа, тие си добија ослободителни пресуди, милионски тендери, иселенички визии, вработување на цели фамилии, пари, функции и што ли уште не. Од тука ќе си земам за право овде вечерва на оваа говорница во име на сите засегнати со овој случај да побарам од судиите вистинска и неселективна правда и непристрасно судење според фактите и доказите. Барам апелациониот суд да се издигне над политиката и да исправи оваа неправда која уништува човечки животи и менува човечки судбини. Доколку тоа не се случи, ние правдата за нашите блиски сигурно ќе ја бараме и ќе ја добиеме во Страсбур, а Република Македонија поради ова ќе биде држава која ќе претрпи огромен срам. Ние нема да се откажеме, нема да се предадеме, нема да поклекнеме ни пред овие тешки предизвици. На крајот би сакал уште еднаш да кажам дека мојот татко е осуден на 15 години затвор баш поради оваа нова реалност, каде очигледно дека невиноста и вистината немаат вредност, професионални полицајци и уставобранители се прогласени за терористи, а јас сум и секогаш ќе бидам син на херои. Да живее Република Македонија и благодарам.